зградбата на офицерскиот дом. Во 1925 година урната е бурмали џамијата и на нејзино место започнала изградбата на офицерскиот дом. Домот се наоѓал на десниот брег на реката Вардар, веднаш до камениот мост. Архитект бил Василий Баумгартен, познат и стилски изграден руски архитект кој во тоа време бил емигрант и престојувал на овие простори. Представува објект со нагласен академски пристап во третманот на композицијата, организацијата и на декорацијата. Проектиран бил во 1925-та и истата година започнал да се гради. Отворен бил во 1929-та. Во офицерскиот дом во 1935 година била изградена современа бања која заедно со уредот за осигурување располагала со 17 тушеви и 11 кади. Ефектот на богатата и пластично обработена фасада го создаваат столбовите прилепени до фасадното платно, кои се протегаат во две висини на објектот, како реплика од страничната фасада. Во полињата кои ги затвораат лаковите под разделениот венец се изведени кружни медаљони во касноренесансен манир. Фасадата е збогатена со додавање на биформни и трифорни прозорци со полукружни ниши, кои потсетуваат на касновизантиските традиции. Заради своите архитектонско-стилски одлики, овој објект спаѓа во групата на успешни примери на југословенскиот меѓувоен историзам. Тој е редок грандиозен објект од ваков карактер на територијата на тогашната Вардарска Македонија. Во земјотресот во 1963 бил оштетен, а срушен е една година подоцна, по одлука на тогашната влада. Реставрацијата на објектот започнала во 2013 година како дел од проектот Скопје 2014, а според досега изграденото, истата ќе биде малку поголема од оригиналот. Орден за заслуги за Македонија. Овој орден е четврто по важност државно одликување доделувано за заслуги на Република Македонија на политичко, социјален и на културен план. Орденот е изработен од сребро, позлата тониран топол емайл. Има соодветна лента и минијатурна лента. Редниот број на орденот соодветен жиг за чистота на металот од кој изработен и жигот на производителот се втиснати на задниот дел од орденот. Секој орден и медал имаат соодветна кутија во одредена боја која димензионално одговара на димензиите на одличијата. На поклопецот на кутијата со злато встиснување е името на одличието. Лентите за ордените се изработени од маорирана свила со пропишана боја и димензија. Автор на идејното решение на орденот е Петар Гајдов, поранешен член на подпредседател на Македонското хералдичко здружение. Орденот за заслуги за Македонија се доделува на личности, на владини и на невладини организации и здруженија на граѓани, на правни лица, како и на други органи и организации за особени заслуги во политичкиот и општествениот живот во Република Македонија, како и на шефови на дипломатско-конзуларни представништва на други држави и на меѓународни организации и други асоциации акредитирани во Република Македонија, на странски државјани и на странски установи и организации за особени заслуги за сувереноста, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, за успешно организирање и ефикасно остварување на функциите на органите на државната власт, за особено значајни остварувања во стопанството, во образованието, во науката, во културата, во иноваторството, во здравството, социјалната политика, спортот и во заштитата и унапредувањето на животната средина и природата и за особен придонес на успешно организирање и ефикасно функционирање на установите и организациите во овие области за заслуги во остварувањето и унапредувањето на односите меѓу заедниците во Република Македонија. За особени заслуги за успешно остварување и унапредување на односите и соработката на Република Македонија со други држави и со меѓународни установи и организации, како и за нејзино афирмирање во светот на одделни области и дејности.
Večno